Neba novi, con nif навек да се плови. Значи, пред се доктор. За секогаш доктор. И докторската професија е всушност наследена. Тоа е продолжување на фамилиарната традиција, зашто татко ми беше доктор, тој беше фтизиолог. Во тоа време многу актуелна специјалистичка професија. Фтизиолозите беа борци против туберкулозата. Значи доктори што се справуваа специјалисти за борба против туберкулозата. А мајка ми пак беше медицинска сестра. Таа имаше срце на мајка Тереза. Прекрасна жена со широка душа и навистина семејната традиција, она што се случуваше во фамилијата, полека влезе во мојата свест, подсвест и во пресудниот момент, кога требаше да одлучам на кој факултет да одам, се определив за медицината. Имав многу други таленти, уште тогаш бев надарен за многу работи, но сепак преовлада медицината. Мојата љубов кон музиката, кон пишувањето текстови, подоцна се јави на факултет кога студирав медицина и некако во мене си дојде спонтано, ненајавено. Имав колеги од Судан кои студираа медицина на медицинскиот факултет во Скопје. Замислете, тогаш 70-тите години, 60-тите, имавме такви студенти кои кај нас го печеа занаето и стануваа доктори, и тие беа просто дрогирани со сол музика. И постојано ми говореа ова нумера, ова сол музика. И јас почнам да ги купувам тие плочи и полека во крвта ми влезе и музиката. Ми влезе и никогаш не излезе. Две љубови во едно срце. Можно ли е тоа? Можно е. Знаете ли што значи да станете доктор, да бидете доктор? Ама доктор со срце и душа. Значи да си ја сакате професијата, да се жртвувате за професијата, да ги сакате луѓето, да ги сакате пациентите. Докторите се тие што имаат најхумани души. Тоа е основното што треба еден доктор да го знае за да стане вистински доктор. Да се даде себе си, да се посвети на се, а се извира од нашите души, од нашите срца, да ги сакаме луѓето и да им се посветуваме. Да ги лекуваме, и тоа е единствениот начин да бидеш успешен во животот. Докторскиот занает не се учи преку ноќ. Докторскиот занает е навистина занает кој цел живот се учи. Не значи ако сте завршиле факултет дека сега ќе станете одличен доктор. Нашето здравство се базира на вистинска диагноза, на врвна диагноза, на врвни апарати, и ние сега ги имаме истите апарати што ги има и во светот. Мене сега ми е многу полесно да дојдам до диагнозата, да го најдам вистинскиот лек, да го најдам вистинскиот пат, како до тоа пациентот да го вратиме во нормално состојание. Ама, судбината на пациентите станува и наша судбина. Од каде љубовта кон музиката во крајна линија? Па затоа што нашата докторска професија е толку стресна, толку одговорна. Судбините на пациентите стануваат и наши судбини. Некогаш свесни сте дека нема лек за тој пациент, не постои лек. Дека тој ќе има трагична судбина, ама таа трагична судбина станува и моја, за цело време окупирани, за цело време ангажиран со обид како да му се помогне. Значи, за да можеме да се
за да можем да се ослободам од тој стрес, од тие судбини што перманентно се во мојата душа, си барам простор негде незагаден, чист, спокоен, слободен, а тоа се просторите на душата, таму кај што можете да се повлечете, таму кај што можете да креирате, да создавате, да се ослободите од стресот. Тоа е една од причините зошто и меѓу докторите постојат многу креативни личности што се занимаваат со уметност. Тоа е бегство. Што е тоа што секој ден ме прави среќа? Се ме прави среќа, ама баш се. Среќата моја е моето семејство, фамилијата, тоа е изворот, од таму започнува се. Секој ден ме прави среќа. Светлината на денот, убавината на денот, професијата, доаѓањето на работа. Ова што овде го работам е врвна среќа и врвно задоволство. Јас уживам во работата. Тоа ми е, речи си, хоби. Кога на тоа уживање и хоби ќе се надоврзат и другите активности вон од работното време, кога ќе се надоврзе музиката, например, кога ќе се надоврзе пишувањето на текстови, на стихови, тоа е исто така врвно задоволство. Врвно задоволство е, еве ќе ви кажам, јас имам и своја емисија на Антена 5 радио, Солрели. Се емитува секоја недела и досега имам направено само 965 емисии, сега е работам 965-та, 18 години на Антена 5 секоја недела. Емисија која е апсолутно и 100% моје дело. Се што постои во неа сум јас. Јас си ја распродавам душата, мојата позитивна енергија, мојот вака духовен занес сакам да го пренесам и на моите слушатели, зашто и тоа е еден вид релаксација, ослободување на стресот и тоа е лекување, лекување со музика и музиката е лек. Секогаш се обидуваме да обвиниме некого за тоа што се случува во нашата музика, но воопшто не е така. Кој ја создава музиката? И еве, друго едно прашање имам. Добро, зошто ние не сме пласирани во светот? И кој е тој што не ни дозволува да го направиме тоа? Дали музиката познава граници? Ајде да почнеме од тоа. Дали на музиката и треба пасош? Не и треба. Музиката е бесконечна, безгранична и таа може да го освои светот со еден клик, за миг. Ама, кој не блокира? Ние самите се блокираме. Таа зависи од интелектуалниот капацитет, од идеите, од музичките амбиции, од посветеноста кон музиката. Значи, вината треба во себе да си ја бараме прво, па потоа да ја бараме во другите. Ние сега сме во ЕУ, ние сега сме во светот, ние сме граѓани на светот, ама не ги користиме внатрешните капацитети. Да се свртиме кон себе, да се свртиме кон нашите души, да создаваме, да креираме, да ги бараме најубавите работи во себе, ама за тоа треба посветеност.